Нема реформи во клучните области, а Македонија извиси и годинава за добивање датум за почнување предпристапни преговори. Зададената домашна задача не ја завршивме, затоа е многу известно дека во јуни Македонија нема да добие датум за почеток на преговори, реагира потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Опозицијата повторно предупредува дека погубните политики на власта ја оддалечуваат земјата од европскиот пат и ја повика владата да ги спроведе реформите кои ги побара Европската комисија. Минатата година, во месец јуни, на владата и беше даден роковник и 7 реформи кои што требаше да се остварат. Тие реформи се практично она што е најзначајно за граѓаните на Република Македонија. Тоа се правосудни реформи, борба против организиран криминал и корупција, вклучително и на високо ниво, и реформи во разузнавањето и безбедносните структури, како и реформа на јавната администрација. Нешто што е насушно потребно и за граѓаните во секојдневниот живот. За жал, скоро година дена подосна, тие реформи не се случуваат и затоа е многу известно дека во јуни Македонија нема да добие датум за почеток на преговори. И опозицијскиот лидер Мицкоски тврди дека Заев во Берлин молел да не се објавува дека Македонија нема да добие датум за преговори. Од друга страна пак премиерот се правда. Состанокот во Берлин имало за цел намаса да биде представена успешната македонска приказна, а не да се лобира за датум за почнување преговори. Сепак повраќањето од Берлин продолжи да шири оптимизам дека преговорите со Европската унија без никакви дилеми започнуваат летоска. Ке се случи добивање на датум за преговори, односно одлука за отпочнување на преговорите помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија. Сите овие работи зависат пред се од изборите за Европскиот парламент. Тие завршуваат на 26-ти, Европската унија на 29-ти го лиферува и објавува извештајот, а после тоа извештајот оди на усвојување во националните парламенти на земјите членки. И можно да се случи јуни-јули тука да се помести. Јас се вратив оптимист дополнително, со охрабрен од тоа што го слушнав. Оптимистичките изјави на премиерот и покрај ладниот туш од европските челници дека проширувањето на унијата не е приоритет, ги демантираше новинар на косовски клан Косова, кој вели дека бил сведок кога Заев во Берлин рекол дека ќе поднесе оставка, доколку Република Северна Македонија не добие датум за преговори со Европската унија. Ваквите тврдења експресно ги демантираше владиниот гласноговорник. Дека работите не се движат во добра насока говорат и информациите на брифингот во владата, кога висок представник во кабинетот на Заев, кој директно е вклучен во процесот на разговори со Европската унија, истакна дека времето не гази. Извештајот на Европската комисија ќе ги чека европските избори, а потоа останува само една недела за државите членки на унијата да го прочитаат и да заземат став околу евентуалниот почеток на преговорите.